Платите во приватниот сектор треба да бидат повисоки, имајќи предвид дека приватниот сектор е двигател на економијата и го полни буџетот на државата, од кој зема плати јавниот сектор. Синдикалната минимална кошница за октомври изнесува 61.249 денари, без достоинствени плати, како едно просечно македонско семејство ќе го преживее месецот. Од Сојузот на синдикати со јасен став дека платите во приватниот сектор треба да бидат повисоки. Приватниот сектор навистина е секогаш поизложен на поголеми притисоци од јавниот сектор. Какви притисоци? Во смисла дека многу помалку се качуваат платите во приватниот сектор, многу се потешки условите за работа, бидејќи при Сојуз на синдикати на Македонија оние членови кои што доаѓаат од приватниот сектор се претежно од текстилно-кожарска индустрија, од градежништво, од индустрија за неметали, метали, агрокомплексот и така натаму. Значи, станува збор за работници кои што се деноноќно изложени на надворешни влијанија, кои што имаат работни места со висок степен на ризик, а кај најголем дел од нив нема достоинствени плати, нема достоинствени услови за работа во смисла бенефициран стаж, пократко работно време и така натаму. Она што може да го забележиме на терен, особено во приватниот сектор, е дека еден вработен, за разлика од вработените во јавниот сектор, треба пред се да изработи за неговиот работодавач, па за еден вработен во јавниот сектор, па на крај за самиот себе. Тоа значи дека многу се поизложени на потешка физичка работа, се поизложени на обезбедување безбедни и здрави услови за работа, бидејќи некако се уште работодавачите во приватниот сектор имаат змија во џебот кога станува збор за обезбедување на лична заштитна опрема, за здрави и безбедни услови за работа, и затоа најголемиот дел од повредите и жртвите се токму во приватниот сектор. Не сакаме да звучиме ние од приватниот сектор кога да правиме дискриминација помеѓу едните и другите вработени, и секако дека се она што е предвидено со закони, колективни договори и го заслужуваат вработените во јавниот сектор, меѓутоа многу поголем акцент ако сакаме да имаме подобро BDP во државата и подобра економија, треба веќе да ставиме акцент и да впериме прст кон вработените во приватниот сектор, не како критика, туку како награда дека заслужуваат едно подобро место за живење, бидејќи од ден на ден се повеќе луѓе што се заминуваат од државата се токму вработените во приватниот сектор. Покрај потребата од раст на платите, во фокусот на ССМ е безбедност и здравието при работа. Приоритет на делување во наредниот период ќе биде регулирање на правата и обврските на работниците и работодавачите во оваа област по пат на колективни договори како двострано обврзувачки акти. Состојбата на терен е алармантна и одамна ние кажувавме дека навистина не се пази на безбедност и здраве при работа, особено во градежништвото, индустријата за градежни материјали, металната индустрија и оние земјоделието како убијац број еден го имаме да не го забравиме. И сите оние повреди и жртви што ни се случуваа се токму од преморени работници, од необезбедена лична заштитна опрема. Тоа значи дека убаво е што го обележуваме Светскиот ден за БЗР и Европската недела за безбедност и здраве при работа, меѓутоа мора да нагласам дека најголем дел од работодавачите не почитуваат одредби ниту од Законот за работни односи, ниту од Законот за безбедност и здраве при работа. Тоа го покажуваат бројките кои што секојдневно се водат како статистика, меѓутоа ние сме тука да ги заштитиме работниците, а не само да ги броиме жртвите или повредите при работа. Нашиот апел е да навистина се освестат и работниците, мислам да се освестат, да бидат поедуцирани на тоа поле, бидејќи се работи за нивниот живот, и нашето мото е секогаш да отидеме да ги извршиме работните задачи и живи и здрави да се вратиме при нашите семејства, бидејќи еден загубен живот навистина нема цена, или еден работник додека е на боледување навистина губат сите, и државата, и работодавачот, и неговото семејство. Од ССМ велат дека загрижува што покрај опасностите со кои се соочуваме на нашите работни места, се соочуваме и со опасности кога доаѓаме и кога се враќаме од работа. За жал, брзаме за да не задоцниме, брзаме да сработиме и брзаме да заработиме, што понекогаш чини човечки живот.